Да, не случајно се овие кациги пред нас. Ова е опрема стандардна на три прекрасни дами кои малку подоцна ќе ги запознаете. Сега е време да одиме повторно на терен, односно во Прилеп. Да, во живо го бараме Дарко Штарговски, не знам Јована дали наслушна, има ултраталентирани ученици од Прилеп кои што измислиле една многу интересна клупа која што произведува електрична енергија и клупа на која што може да ги полнат мобилните телефони, што мислам дека тоа име најважно на учениците. Но Дарко Штарговски е токму пред училиштето каде што учат овие ученици и ќе ни каже нешто повеќе. Дарко, гледам, ги дуба ветер во Прилеп утрово. Да, студио, добро утро од Прилеп, екипата на Сител. Ова утро се наоѓа во средното општинско училиште Ѓорче Петров, каде што на гледачите ќе им представиме еден наистина интересен проект, станува збор за така наречена смарт или паметна клупа, клупа која што е еколошка и која што самата произведува електрична енергија со помош на соларни панели. Интересно е да се каже дека оваа клупа ја изработија учениците кои што ја посетуваат секцијата по физика во училиште, но за куриозитетот и приказната да бидат уште поинтересни е тоа дека изработката на вакви предмети не име струка на овие ученици, практично ова е средно медицинско училиште и овие деца кои што ја изработија клупата се медицински техничари. Но како дојде до тоа да еден ваков проект се изработи од страна на медицинарите во Прилеп, ќе ни кажат самите дечки кои што се наоѓаат тука околу мене. Добро утро. Прва со која што ќе поразговараме е Сара Сурладжиевска. Сара, како дојдовте пред се до идеја за изработка на еден ваков навистина интересен проект? Откако сме вклучени во физичката секција, работиме на различни проекти и експерименти со кои што подобро се запознаваме со физиката како природна наука и кога дојде ред да направиме некој помасовен проект, гледавме да ги задоволиме нашите потреби како ученици и како деца, се разбира, тинејџери. Тоа е сегде каде што одиме да бидеме обкружени со интернет и да имаме можности да ги полниме нашите телефони. И така дојде идејата да направиме една смарт клупа со која што се надеваме дека навистина ќе се произведат и поголеми и повеќе клупи во Македонија. Колку време ја изработувавте клупата? Оваа клупа ја изработувавме некаде околку 2 месеци. Дали беше тешко? Сепак беше тешко, но кога имавме толку прекрасен професор по физика и еден прекрасен електромеханичар, тогаш е се лесно. Ви благодарам на разговорот. Тука со нас е и Джеладин Шериф, еден од учениците кој што беше дел од овој проект. Джеладин, како што најави претходно, вие сте медицинарија и изработивте еден проект кој што баш и не ви е струка. Во креирањето на клупата учествувавме сите од физичката секција со идеи, цртежи и мислења, се со цел да се дојде до идејно решение во конечното решение. Дојдевме до една клупа со смарт клупа да ја наречиме, да го подобриме животот на сите нас, на сите ученици, на сите други луѓе. И така сите заедно со многу љубов и многу желба да го направиме тоа, да го истакниме нашето знаење, го направивме ова со нашиот професор и сите ученици. До тебе тука имаш телефон, така се полни телефонот од оваа клупа? Да, тука имаме за кабел за приклучок и тука го ставаме и се полни телефонот за ако немаме батерија на телефон. Ти благодарам. Тука со нас е и Мелита. Мелита, како бевте поделени кога ја изработувавте оваа клупа? За полесна реализација на овој проект бевме поделени на два тима и тоа тим кој работеше на механичкиот дел и тим кој беше задолжен за електричниот дел. Во тимот за изработка на механичкиот дел во кој учествував и јас баравме идејно решение за тоа како физички ќе изгледа клупата и со повеќе цртежи, скици, идеи, како и барање на самите материјали, дојдовме до едно решение тоа да биде клупата која имаме пред нас. Како што можете да забележат гледачите, ова е предниот дел на клупата. Предлагам сега камерата да го покаже онај заден дел на клупата, каде што се наоѓаат и така наречените соларни панели кои што ја создаваат оваа електрична енергија. Соларните панели се на покривото на оваа клупа, а тука со нас е и Марко Зарески. Марко, добро утро. Добро утро.
Дали беше тешко да се најдат сите овие материјали кои што беа потребни да се состави оваа клупа? Ние во идеалното решение, ние имавме замислено да направиме соодветни електрични делови, кои за нив ние исто така истражувавме да видиме дали се реални и дали се достапни на пазарот. Но ние заради нашиот ограничен буџет не успеавме да направиме целосна верзија на оваа клупа. Ние исто така сакавме да направиме сензори за мерење на квалитетот на воздухот за PM2 и PM10 частички кои беа составен дел на овој проект. Зошто не успеавте да ги поставите тие? Поради нашиот ограничен буџет. Значи, клупата единствено сега произведува само енергија. Да. Михаела, тука е исто така дел од овој тим. Значи, која е крајната цел на една ваква смарт или еколошка клупа, уште како што се нарекува? Кога се отвори темата за изградба и финансирање на овој проект, ние сите дававме различни идеи околу финансирањето, па дојдовме до една идеја на задната страна со мала корекција, онолку колку што ни дозволува просторот, да наместиме една табла која што таа реално би представувала комерцијална цел со која би можела понатаму самата клупа да се финансира, односно преку таа рекламирачка табла би можеле самата клупа да се обезбеди Самата клупа да обезбеди електрична енергија и да се самофинансира. Самофинансира, да. Значи, ова е местото каде што би можела да стои таа реклама, светлечка реклама. Светлачката реклама, да. Се надевам дека публиката има можност да го забележи и овој заден дел на клупата каде што би стоела таа реклама и со која што видина би се самофинансирал овој проект или оваа така наречена смарт клупа. Тука со нас, како што кажам и на почетокот, освен учениците кои што беа дел од овој тим, се и професорите и еден од родителите кои што беа учесници во овој проект. Тука со нас е Сашо Кочовски, професор по физика и кој што го водеше на начин овој целиот проект заедно со учениците. Добро утро, господине Кочовски. Добро утро. Здраво се представам, сум Саша Кочовски, да, професор во училиште по физика. Имам јас една навика да си држам секција, значи назад за 3-4 години, држиме секција по физика активно. Тоа се групата деца, моите ученици што држиме секцијата. Правиме секоја недела, имаме секоја недела по еден час, сам разни експерименти, меѓутоа овој ни сега лидерство во експериментите. Овој експеримент дојдовме до некоја идеја. Прво правиме помали експерименти, помали сакаа деца да направиме нешто што е невидено, нешто што го нема на нашиве простори и така разгледуваме по интернет, по разни сајтови. И идејата беше баш во моментот да се изучуваше во како тематска целина на материјалот за фотоелектричен ефект, за соларни панели и децата како идеја, како предлог ја дада и ја најдовме баш ова смарт клупа да ја произведеме. Ова е прва ваква клупа произведена во Македонија, ако не се лажам. Точно, прва клупа во Македонија, не постои на нашиве простори, може да има, мислам дека како по некоја друга верзија во другите балкански, во Хрватска, во Словенија, меѓутоа е многу подалеку од нашиот прототип, да го речам. Дали би ја патентирале оваа клупа затоа што е навистина еден интересен проект? Да. Планираме да ја патентираме, ве сега моментално се кандидираме за фондот за иновација, аплициравме, таму сакаме да ја представиме. После сме со идеја, имаме договори со директори и со локална самоуправа да ја презентираме и таму, значи да му ја презентираме на градоначалникот на локална самоуправа и со помош нивна, ако се може да се презентира и пред сите училишта, бидејќи оваа клупа може да се користи во било кој училиште каде што има парк, може да се постави на могила, може да се постави во градски паркови, значи секаде. Така да ние имаме потреба да ја презентираме. Значи, рековте дека имавте ограничен буџет дека ја спремавте клупата, доколку би имале повеќе средства, доколку ви обезбеди државата, општината, може ли да дојде до поголемо производство на вакви видови на клупи? Да, значи може да дојде, се надевам, значи некој ќе бараме да ја патентираме, меѓутоа може да се прави и уште поголемо. Значи сега веќе кога ние имаме техниката, го имаме начинот на добивање на таа електрична енергија од панелите, принципот на работа може да се проширува. Значи ако имаме поголеми средства, може да се постават тука и повеќе сензори и други работи, може да се постави поголема клупа да биде не само со 3 седишта, може да биде со 10 пример или како некој селетниковец. Може секако, значи сега кога ние го имаме изворот, се можеме да со не за да правиме што сакаме. Ви благодарам. Вас на разговорот тука со нас е и Горан Микуле, кој што е родител на учениците и учествуваше во овој проект. Горан, колку ова клупа може да издржи со своите акумулатори за електричната енергија доколку нема сонце?
Доколку нема сонце, односно во зимски денови, врнежливи денови или било како, истата може да издржи непречено да функционира, значи со сите сензори, со сите светилки што се предвидени во моментот на незе, околу 5 денови. Значи, после 5 денови, самиот контролер ќе ги исклучи потрошувачите се додека не обезбеди безбедно повторно вклучување, односно батериите да не трпат, да не дојде до нагло празнење на самите и оштетување. Затоа контролерот постои мал софтвер во него и тој ги контролира максималното полнење и максималното празнење на акумулаторите. Колку време треба да се наполни? Па, максимално би требало да се наполни околу 8 часа доколку е скроз празна, а иначе околу 5 часа дневно, дневна светлина сончева е потребно за да ги задоволи комплет потребите да биде фул наполнета. Рекате дека може да се постави на јавно прометни површини, паркови. Кој е бенефитот доколку една општина се одлучи да набави вакви клупи? Бенефитот сигурно би бил голем. Прво, ете, со таа, како што напоменавме, реклама, еднаш би инвестирале, пошто скоро сите елементи се трајни, има долг век на трајни, од соларните панели па се до полначите. Единствено потрошен материјал се самите акумулатори, кој до сега за жал не е произведено нешто што би траело многу подолго. Овие гел акумулатори имаат гарантен рок према производителите околу 4 години, што значи на секои 4 години инвестицијата е само да се променат акумулаторите. Значи тоа би било, да речеме, можеби некоја смешна работа доколку би се поставила, заради тоа што со рекламата би се обезбедили доволно средства и би фазла за незините потреби. Значи најважниот елемент е што оваа клупа е еколошки, доколку би се поставила може да се постави на врв на некоја планина и да се произведува струја без значи никаква потреба таму да се копа, да се носат кабли и така натаму. Апсолутно нема да има потреба од ништо, додека дури таму имаме и предност затоа што ќе биде и осветлено. Значи на предниот дел имаме и светилка што можеме да ја поставиме да ја вклучиме и во улично осветлување. Значи немаме никаков проблем со тоа. Кога ќе започнете со јавна презентација по општини, по училишта, по државни институции? Па да се организираме и да направиме некој план за презентација и после би направиле некои презентации првин во Прилеп, во локалната самоуправа, во училиштата, доколку има заинтересирани, па после би направиле контакти со други градови и би поминале на презентација. Ви благодарам на разговорот. Предлагам камерата еве уште еднаш да ја види оваа така наречена смарт или паметна клупа, каде што може да се користи за полнење на телефони, туку имаме пристап за бежичен интернет, може да се постави светлечка реклама, а како што кажеме и да биде поставено и улично осветлување. Студио, тоа беше јавувањето од Прилеп. Се надевам дека ги заинтересиравме гледачите за овој интересен проект кој што го изработија учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров од овој град. Доколку имате прашања, повелете. Па ништо, Дарко, ти уште само да седнеш да видиш дали е удобна оваа смарт клупа и да ја наполниш камерата, бидејќи ова јавување беше прилично долго и потрошивме колку толку од батеријата. Секоја чест за учениците од Прилепското училиште Ѓорче Петров и ти благодарам за ова јавување во живо од Прилеп. Да се надеваме дека фондот за иновации ќе го поддржи овој проект. Ќе го препознае. Бидејќи ние зборувавме овде со директорот, нели, кога беше наш гостин, дека токму ваквите проекти се нешто што е најинтересно за фондот, за да се поддржат овие млади луѓе кои што направиле навистина една одлична идеја.